Не смее да пропаѓа домашното производство, потребна е поддршка за негов опстанок во време на корона кризата. Ова се двете клучни пораки на кампањата "Купувајте домашни земјоделски производи" на Националната федерација на фармери, што почна денеска, а целта е да се поттикне зголемувањето на потрошувачката на домашните земјоделски производи на домашниот пазар. Според Федерацијата, градинарското производство и производството на овошје и грозје, како и производството на млеко и сирење, се одвива главно кај индивидуалните земјоделски производители, кои се мали стопанства и фрагментирани парцели. Колку е важно земјоделството во државава и колку е важно да го поддржуваме и зачуваме нашето домашно производство, покажуваат и статистиките според кои вкупно 180.000 семејства екзистираат од земјоделство. 45% од македонското население живее во рурални средини, кои зафаќаат 87% од вкупната површина на државата. Економско-здравствената криза негативно се одрази на семејствата во руралните средини, посебно на нивната екзистенција, и ќе поттикне зголемување на сиромаштијата, наведуваат од Националната федерација. Националната федерација на фармери подготви и промо видео "Купувајте домашни земјоделски производи". Почнува со делење флаери и постери во сите супермаркети и пазари во поголемите населени места, а воедно ќе поддржи и 6 интервенции за обезбеденост и производство на храна за справување со последиците од ковид пандемијата, како и поттикнување на економското здружување на земјоделците и заедничко справување со предизвиците. Федерацијата оценува дека македонското земјоделство во овој временски опфат беше тешко погодено со пазарните ограничувања, недостатокот на сезонски работници, ограничување во движењето, потешкоти во организацијата на транспорт и логистика. Првичната анализа земјоделството и корона кризата, објавена од Националната федерација, идентификува дека синџирите за снабдување со храна се веќе нарушени, дека постои недостаток на работна сила, како фактори кои долгорочно ќе го нарушат производството и преработката на храна. Оваа појава е особено нагласена кај интензивните земјоделски култури, при што се забележува дека нарушените синџири за снабдување со храна ќе резултираат со зголемено ниво на загуба на храна, кое во овој наредниот период драстично ќе се одрази.